Како што ветивме минатото издание на Автомагазин, повторно сме во Женева за да ги довршиме нашите извештаи што се однесува до новите автомобили. Општиот тренд на по-перформансни автомобили се задржува, но и акцент се става на електричните возила. Во оваа емисија ќе го видите моделот кој ни доаѓа од Хрватска, Римац, но и многу други интересни остварувања. Се разбира дека на ова издание на Автомагазин подготвивме и тест. Тоа ќе биде новата генерација на Типо, која го враќа ова славно име во игра после 20 години. Добар ден ви посакувам и уживајте во следните 30 на минути. Дами и господа, од сега 16 е вашата омилена бројка. Замислете, Toyota Auris, Toyota Avensis и Toyota RAV4 со било кој пакет на опрема ги добивате со неверојатни 16% попуст, а вашиот нов автомобил ќе има 6 години вистинска фабричка гаранција. Но побрзајте, имаме само 16 вакви возила. Прашањето е дали вие ќе бидете еден од 16 срекници. Ова е Toyota, а врвните понуди изгледаат вака. Toyota, always a better way. Peugeot 508. Моќен и ефикасен блокада и мотор за 290 евра месечно. Designed with a little more attitude. Mazda 6. Mazda. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува патничко, домаќинско осигурување и осигурување од незгода. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. Ital Design допатува во Женева со футуристички шутинг брейк концепт наречен GT0. Освен изгледот на задниот дел на каросеријата, футуристичка и неговата поганска механика која вработува 3 електромотори. 2 се наменети за предната оска, 1 за задната и сите 3 заедно располагаат со 360 киловати максимална силина. Брзината која GT0 може да ја постигне се насетува од спортскиот изглед, а дека автономијата изнесува 500 километри, мора да прочитате од техничките податоци. Таму ќе сретнете и дека батериите за половина час може да се наполнат до 80% од капацитетот, како и дека системот за управување делува на сите 4 тркала. Она што не може да ја најдете во опишуваните материјали на студиото на Џуџаро се предвидувањата за судбината на овој концепт. Ние искрено не веруваме дека една ваква напредна студија може да го најде својот пат до перспективната иднина низ административните лавиринти на Volkswagen групацијата, која веќе 6 години го поседува Ital Design.
Прогресот на Hyundai е вртоглав. Пред се, не само поради дизајните, туку и поради технологијата. Ioniq е потполно електричен автомобил. Во предниот дел треба да му се наоѓа електромоторот кој добива напојување од батериите со високи перформанси. Тие батерии би требале да имаат доволен капацитет да издржи Ioniq на патиштата, но и во градски услови на возење до 380 км со едно полнење. Додека капацитетот на батериите би требало да биде некаде околу 45 кВт-часови и тие би можеле да се наполнат на брзо полнење, верували или не, за време помалку од 3 часа. Се разбира дека неговата верзија е веќе готова, но кога ќе стане комерцијален модел, останува да покаже времето. Додека BMW беше концентриран повеќе на тоа како да ја одбележи 100 годишнината од своето основање, возбудата во Женева ја донесе Alpina B7 Biturbo. Синиот гром, како што веднаш ја нарекоа неприкосновената лимузина, украде малку и од гламурот на знаменосецот на баварската марка 760 Li. Покрај типичните за Alpina доработки на изгледот како однадвор, така и однатре, B7 Biturbo ќе ги пречека потенцијалните купувачи со дополнет список на опрема. За нив сепак најзначајно е она под хаубата. Инженерите од југот на Баварија на стандардниот 4,4 литрен твитурбо му додадоа повеќе коњи отколку што било кој се надеваше. Вкупно 608 на број. Тие со помош на 8-степената спортска автоматика ќе истрчаат до 100 за 3,6 секунди и нема да запрат се до максималните 311 км на час. Alpina B7 Biturbo ќе биде на располагање со погон на задните или сите тркала. Ако телеграфски ви ги наброиме карактеристиките на супер автомобилот T-Cruise AT96 и ве замолиме да погодувате од каде е, ќе ви треба долго време да го дадете вистинскиот одговор. Истото се случува и кога тој се гледа. Последно што ќе ви падне на памет е дека зад неговите привлечни спортски линии се крие кинески талент. А токму тој е заслужен за се, вклучувајќи ја и иновативната погонска група. Хибридна по вокација, таа се состои од технологија позајмена од авиацијата, која со помош на неколку иновативни решенија обезбедува невидено ниво на ефикасност и ултраниско влијание врз животната средина. Ако се задржиме на бројките, тие ќе кажат дека T-Cruise AT96 има 1030 конски сили, максимална брзина од 350 км на час и забрзување до 100 за 2,5 секунди. Други бројки па кажуваат за автономијата од 2000 км и потрошувачка од 0,18 литри гориво на 100 км. Сакајте верувајте, сакајте не. Ако прототипот на Koenigsegg Regera лани во Женева им го украде шоуто на останатите хиперавтомобили, годинава неговата сериска верзија беше во нивната сенка. Но тоа ни најмалку не го засени шведскиот адут во својот надмен поход низ салдата на джет-сет купувачите, кои ќе им ги празни со темпо од 2,8 секунди до 100, 6,6 до 200, 10,9 секунди до 300 км на час и околу 20 секунди до 400 км на час. Иако заслугата за тоа оди на сметка на хибридните 1500 конски сили, сепак сировата сила не го дефинира овој уличен болид, за кој швеѓаните ќе кажат дека е рафиниран во возењето и при мали брзини. За да биде таков, тие на прототипот направија околу 3000 модификации, со кои Regera е подготвена да се зафати во костец, но и да ги победи останатите претенденти за тронот меѓу ваквите екстравагантни возила. Ке бидат направени само 80 примероци, од кои половината веќе се продадени по цена која не ја кажуваат гласно, бидејќи надминува 2 милиони евра.
Данска е мала земја, тотално непозната во автомобилската индустрија, а таков е и незиниот придонес во неа. Сепак, иако скромен, данците се горд народ и сакаат да останат запаметени во автомобилската историја, барем во незиниот екзотичен дел. За таа цел е создадена и мануфактурата Зенво, која после поланскиот настап со моделот ST1 се врати во Женева со неговата нова изведба TS1. Со сменети места на буквите во ознаката тој представува покомфорна за возење алтернатива на оригиналот, иако неговите 1104 коњски сили велат поинаку. Затоа пак ознаката на неговата тркачка верзија не е збунувачка. Буквата R место единицата кажува за додадените зачини на неговиот двокомпресорски 6,8 литарски V8 мотор. Но и без нив новиот Зенво е способен за импресивни 375 км на час и забрзување до првата стотка за точно 3 секунди. И еве не се наоѓаме во секторот на прототипи, автомобили кои допрва треба да дојдат на пазарот, а не се од големи производители. Кој би рекол дека од Балканот може да дојде едно вакво прекрасно возило? Тоа ни доаѓа од Хрватска. Името на компанијата е Римац, а таа е посветена на електричната енергија. Овој монструм, како што изгледа, има исто така и монструозни перформанси. Забрзувања какви што може да посакаме и исто така изглед каков може да посакаме. Па не е ни чудо да бидете магнет за вакви прекрасни убавици. На салонот во Женева годинава една млада и слабо позната компанија долета под радарот и ги остави сите без зборови. Се работи за хрватската марка Римац и нивниот електричен концепт S, на кој поинако и не можеше да се реагира. Прво што остава без зборови е неговиот дизајн, како произлезен од некои италијански студија со дебело автомобилско педигре. Кога тој ќе се преживее, следи апсолвирањето на бројките предводени од 1384 коњски сили и 1800 ньютон метри. Од 4 електромотори тие се пренесуваат на сите тркала преку невообичаена шема, на задните со двостепен менувач со двојна спојка, а на предните со засебна едностепена трансмисија. Со заеднички ангажман го дотеруваат Римац концепт S до респектабилни 365 км на час, а забрзуваат до 100 за 2,5, до 200 за 5,6 и до 300 км на час за 13,1 секунда. Има уште бројки, ама за нив во друга пригода. Сега е време да се земе с див. Некогаш беше Гамперт, а сега е Аполо, компанијата која израсна од пепелта на поранешниот германски производител на суперавтомобили, има намера стреловито да се врати на пазарот. И тоа со моделот со токму такво име. За Apollo Aero може да кажеме дека е толку спектакуларен што би било штета да не успее да ги оствари новопоставените цели на германските ентузијасти. Во тоа ќе му помага малата тежина, напредната аеродинамика и 1000 конски сили моќниот мотор. За решеноста да успеат сведочи податокот дека сета таа сила се извлекува од твин турбо V8 машина со работна зафатнина од само 4 литри. Неа секвенционалниот 7-степен менувач со двојна спојка ја претвора во забрзување до 100 за 2,9 секунди и максимални 360 км на час, бројки што се многу слични на една друга, далеку поизвикана женевска премиера пристигната од Италија. Најлесен и најлуд досега, тоа е новиот Lotus Evora Sport 410, кога инженерските волшебници на британската марка го подготвија за представувањето на брегот на езерото Леман. Основа им беше Evora Sport 400, од кого се разликува по 70 кг помала тежина и 10 екстра коњски сили во V6 моторот со која заслужува бројката од ознаката.
а таа може да се толкува и како времето потребно за забрзување до 100 км на час, изразено во стотинки од секундата. Предизвикот да ја заокружат максималната брзина од 299 км на час ќе го имаат само 150 купувачи годишно. Како една од најплодните студија во историјата, Пининфарина во Женева ја донесе најновата автомобилска мода, а таа веќе не е само во дизајнот. Ознаката Hadva Speed на оваа италијанска креација кажува за што се работи. Затоа и снежно-белиот тркач со зелени акценти повеќе привлекуваше внимание од она што не се гледаше. Под плаштот на неговата елегантна спортска каросерија се криеше револуционерна технологија која како погонско гориво користи водород. Дело е на компанијата Green GT, која повеќе години се занимава со конструирање, развој и производство на чисти погонски групи, во овој случај со горивни келии. Максималните 503 коњски сили треба да бидат доволни за замислената тркачка кариера на студијата на Пининфарина, која без испуштање ниту на грам штетни материи во воздухот може да започне уште веднаш. Доколку се најде некој јунак да го изнесе Hadva Speed на спортските патеки, и ние ќе навиваме за него. Немаше таков кој случајно ќе се најдеше на штандот на Radical Sport Cars во Женева, а да не се запрашаше: што чудо ќе е ова? Првиот дел од одговорот го даваше името на слабо познатата компанија, а вториот се гледаше на самото место. Ние ќе појасниме дека се работи за верзија на тркачкиот модел RXC Turbo, легална за употреба на патиштата, која покрај се може да се пофали и со луксус. Не таков каков што имаат другите британски автомобили, туку уникатен како и самото возило и неговите гени, а тие во основа се од карбон и на купето му даваат страутен изглед. Исто такви се и перформансите на 3,5 литарскиот мотор со 600 коњски сили по потекло од Форд. Внатрешноста ексклузивно е обработена до ниво на драматичност од страна на прогресивните италијански стилисти Adzonom Automotive. Со неа ќе имаат можност да се запознаат само лимитиран број купувачи, добро подковани да го издржат напливот на адреналин што ќе го испорачува RXC Turbo 500R. Колку ќе мора да платат за него не е познато, но веќе може да го нарачаат. Делува како технолошки чекор наназад, но не е. Постоењето на атмосферскиот мотор и мануелниот менувач во новиот Porsche 911R не е случајно. За овој спортист, луѓето од компанијата ќе кажат дека е волк во јагнешка кожа. Тоа до некаде и се насетува по каросеријата со скромни дизајнерски и аеродинамични додатоци. Единствената трага однадвор дека се работи за специјален 911, наменет за ентузијасти се двете црвени линии. А тие доволно ја будат љубопитноста што се крие под неговиот спартански изглед, кој скромно подсетува на 70-тите години од минатиот век. Затоа ниту малку скромни не му се перформансите, кои ги обезбедува 4-литарскиот боксер со рамно 500 коњски сили, забрзувањето до стотка за само 3,8 секунди и максималната брзина од 323 км на час, што е повеќе и подобро од моделот GT3R. Заслуга за тоа има и тежината од 1370 кг, која прави да биде најлесен 911 моментално на пазарот. Од него Порше ќе произведе само 991 примерок, сите со цена од 190.000 евра. Фијат што се однесува до семејството Tipo во Женева представи уште два деривата. Тоа е караванската верзија која има уште поголем багажен простор. Но тука имаме и хеджбек верзијата која и од зади и во синергија со предниот дел делува многу по-спортски. Толку спортски не делува и првата верзија, седан верзијата
која беше представена пред неполни 6 месеци. А денеска на тест ја имаме верзијата на седан каросеријата, но со 1,6 литрен мултиджет мотор од 120 конски сили. Модерните автомобили мора да исполнат многу критериуми. А кога се исполнуваат сите критериуми, тогаш автомобилите стануваат скапи. Но Fiat направи еден производ кој ќе биде погоден и ќе ги исполнува многуте критериуми, а ќе биде ефтин. Денеска се соочуваме со Fiat Tipo, славно име на италијанскиот производител кој во крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години на минатиот век жареше и палеше на пазарот. Дури и не е тајна дека Голф од третата генерација го бркаше токму Fiat Tipo. Амбициите на Fiat се големи што се однесува до гамата Tipo, бидејќи е представен во седан изведба, а додека го гледате овој прилог во Женева е веќе случена премиерата на неговите браќа во хеджбек и караванска изведба. Tipo е скроен да биде бестселер. Пред се, неговата цена. 11.990 евра со многу пристојна опрема, се прифатлива варијанта не само за во Македонија, туку и за цела Европа. Овој автомобил не е скроен да се продава само на источниот пазар, туку ќе се продава низ цела Европа, вклучувајќи ја и Источна Европа и Медитеранскиот басен. Тука спаѓа делови од Азија и Северна Африка. Пред се, дизајнот. Тој е направен да биде не само функционален, туку и емотивен. А кога италијаните го прават дизајнот, секако емоциите испливуваат. Погледнете ја само маската на ладилникот. Таа е релјефна со цитати на хромирани елементи, а самите фарови ја започнуваат линијата која се протега по целата каросерија. Но не е се во дизајнот и изгледот. Tipo годинава е лауреат на наградата Auto Best за 2016, односно го понесе епитетот на Best Buy автомобил во Европа, односно автомобил кој најмногу вреди за своите пари. Тоа не беше воопшто лесно, бидејќи Tipo годинава ги имаше конкурентите од повисоките класи. Пред се, како конкурент имаше 3 спортско корисни возила. Тоа е Mazda CX-3, Hyundai Tucson и Honda HR-V, а најголем ривал му беше новата генерација на Opel Astra. Но Tipo успеа да убеди 25 члено жири, представници на сите европски држави, дека тој вреди најмногу за парите. А кога станува збор најмногу за парите, тогаш не треба да има многу компромиси. Туку треба да ги исполни сите очекувања кои се очекуваат од овој автомобил во неговата експлоатација. Функционалноста на Tipo се гледа и во задниот дел. Тој не е направен само колку да фигурира. И на него се пренесени некои емоции, како што е никлованите површини и самиот облик на стоп светлата. Но онакај Tipo што дава предност во сите автомобили од оваа класа, тоа е багажниот простор. Можете да видите дека може да прими предмети кои се подолги од 1 метар, како например ова. По должина тој може да прими многу предмети и многу торби. Неговата зафатнина е 530 литра, што се доближува на возилата и од многу поголемата класа. Но да видиме Tipo како изгледа во внатрешноста. Задачата да биде и функционален и емотивен, Tipo ја исполнува во потполност. Кога ќе влезете во внатрешноста, веднаш се чувствува дека е далеку направен
како дизајнерски производ, а не само функционален. Хромираните елементи продолжуваат во внатрешноста како на воланот, така и на централната конзола. Го слушнавте затворањето на вратата. Ке го повториме тоа. Го нема више оној звук на празнина, на одзвонување. Затворањето на вратата делува како кај премиум автомобил. Истото чувство го имам и кога ја гледам централната конзола како и инструмент таблата. Пред се, воланот е направен ергономски и на него ги имате манипулаторите кои ќе ви помогнат да ги употребите сите функции на Tipo. А Tipo е опремен со многу електроника и многу помагала. Може да го споменеме и дисплеот кој е на врвот на централната конзола. Тој не само што е наменет за радио и за слушање музика, туку е наменет и за функциите со поврзувањето на паметните телефони. Tipo остава сериозен впечаток, но го нарушуваат некои мали работи. Пред се, централната конзола е направена од гумирана пластика која дава чувство на допир многу добро и се сомневам дека со тек на долга експлоатација таа ќе пројави било какви звуци. Но што се однесува на долниот дел на пластичните површини и оние што се во вратите, направени се од многу груба пластика. Но тоа не го прави само Fiat, тоа го прави секој производител. Рано е уште да зборуваме како ќе се однесува таа пластика на подолго време. Исто така, кога зборуваме за емоциите, морам да напоменам дека и седиштата, односно целиот интериер, се скроени да бидат допадливи. Погледнете ги само текстурите на материјалите кои се на седиштата. Тие имаат убава обшивка која делува луксузно и делува како да е од повисоката класа. Истиот заклучок го имам и за седењето. Но, кога зборуваме за Tipo, мора да напоменеме дека неговата функција не е само да биде практичен и допадлив. Тој е скроен не само за фамилии, туку и за флотни купувачи. А кога станува збор за флотните купувачи, тие секогаш бираат автомобили кои имаат доволно простор и на задната клупа. Овој автомобил не е скроен да се возат министри и големи директори, но скроен е комотно да патуваат четворица, па можеби и петорица. Растојанието на главата од покривот е мало, дури и допирам до покривот на автомобилот. Но седам многу удобно, како што гледате, седалката е длабока и ги поддржува и нозете кога седите, а гледам дека имам и доволно простор за колената. Се разбира, не е ова скроено да патувате со илјадници километри во еден здив, но имате доволно простор и имате комоција. Во поскапите изведби сигурен сум дека има и потпирач за раце, како што е овој. Така да можете да ја почувствувате удобноста на оваа компактна лимузина во секојдневното користење. Тие Tipo го имам следено уште кога беше во предпродукцијска фаза. Но најубавите тестови ги направивме во рамките на тестирањата на ауто без жирито, кои ги извршивме во ноември на патеката Навак покрај Белград и по патиштата на Северна Србија. Еве ги нашите забелешки, колку да ве подсетиме што тогаш заклучивме за Fiat Tipo. Можеме да кажеме дека ова е сериозен производ со големи амбиции. При поголеми брзини се
чувствува продорниот звук на моторот во внатрешноста. Но она што ме изненадува, иако возам поагресивно, тоа е однесувањето на седан каросеријата. Седаните поради балансот на тежината знаат да бидат понеблагодарни за возење во однос на хеджбек каросериите поради инерциите на задниот дел што владеат. Но Егеа е извонредно избалансирана, што се однесува за низината класа, се разбира. Со погонот на предните тркала, таа добро се однесува во свиоците, но и балансот на самото подпирање е повеќе од задоволителен. Јас немам поголеми проблеми во совледувањето на свиоците, но имам еден проблем кој не може да го регистрира во моментов камерата, а тоа е преблискиот однос на педалите, на ножните команди, па така да ногата понекогаш и помалку ми заглавува помеѓу педалата за забрзување и педалата за стопирачките. Ова е автомобил кој би требало да постигне големи тиражи и да биде добро продаван на 3 континенти, да одговори на секакви потреби, а пред се на флотните купувачи, но и на семејствата. Па затоа Fiat се потруди да ги избалансира сите вредности неопходни за вакви автомобили. Возењето во изолирани услови, односно на патека, ни пружи големо задоволство и изненадување што се однесува до Fiat Tipo и неговата седан каросерија. Мене ова ми е 4-та средба со Fiat Tipo и би сакал да видам дали после одредена временска дистанца, односно после 3 месеци, ќе ги имам истите заклучоци за овој автомобил. Возењето на Fiat Tipo во градски услови е повеќе од лесно. Иако е долг нешто повеќе од 4,5 метри, тој поради управувачот кој има две функции, City и нормална, може многу лесно да се манипулира низ тесните градски улици. Пофално за Fiat Tipo е и неговата удобност. За тоа се должи подпирањето, но и изголеменото меѓуоскено растојание од 2636 мм. Оваа комбинација прави сите оние микровибрации да се поминуваат без поголеми проблеми. Односно, сите микровибрации што се јавуваат како резултат на возење на нерамен пат или удирање на дупки не се пренесуваат преку седиштата на патниците. Она што е друго пофално е ергономијата на автомобилот. Иако овој автомобил спаѓа во класата на поевтините, тој има извонредна прегледност и извонредна функционалност во внатрешноста. Поради своите атрибути кои ги носи, Fiat Tipo не е ни чудо што успеа да собере најмногу поени од 25 членото ауто без жири. Не само што има примамлив изглед, не само што е завршната обработка на повеќе од солидно ниво, не само што има и високо ниво на опременост, се разбира, во однос на својата класа, туку Fiat Tipo има и вистинска цена. 11.900 евра за ваков автомобил се повеќе од разбирливи. Да не кажам дека ова е еден од ретките автомобили не само на македонскиот пазар кој успеа да го погоди, односно да го усклади изгледот, потоа опременоста, квалитетите на механиката и цената. Па затоа можам само да го поздравам Fiat Tipo во римскиот стил. Аве Tipo!